Основното училиште Васил Главинов и општина Велес одбележуваат 145 години од реаѓањето и 85 години од смртта на најистакнатиот борец за работничките права и достоинствен живот. На денешното прославување на патронот на Васил Главинов присуствуваше и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска, која истакна дека куќата на Васил Главинов уште долго ќе биде место каде генерациите што доаѓаат ќе се инспирираат од неговото дело. Со одбележувањето на двата значајни годишнини, 145 години од раѓањето и 85 години од смртта, денешната генерација македонци одаваат достојна почит кон животното дело на еден од најзнаменитите велешани, големиот борец за работнички права и достоинствен живот, велешанецот Васил Главинов. Денешното чествување на делото на Главинов е нова можност да се подсетиме и на слободарските идеали на големите македонски дејци за национална и социјална слобода, како Гоце Делчев, Дамјан Груев, Веле Марков, кои заедно со Главинов ги поставија цврстите темели на слободната македонска држава во која денеска ние живееме. Ово одбележување е дел од програмата за култура на локалната самоуправа, предвидена за оваа година. Градоначалникот Чадие вели дека обврска на локалната самоуправа е да ги доближи младите до делата на сите значајни велешани во времето во кое тие твореле. Кога е Васил Главинов во прашање, автентичните услови да го доловиме тоа време имаме токму во моментов. Неговата родна куќа, која е една од најубавите објекти во старата велешка архитектура. Иако уште од 1968 година објектот е прогласен за споменик на културата од страна на Заводот за заштита на спомениците на Република Македонија, до 2009 година многу малку е користен и многу малку е искористена неговата функција. Благодарејќи на поддршката на Министерството за култура од 2009 година изработена и поставена тематска поставка за животот на Васил Главинов. Во чест на одбележувањето на 145 годишнината од раѓањето и 85 годишнината од смртта, учениците од основното училиште Васил Главинов приредија специфичен перформанс преку кој го представија делото на Главинов. Директорката на училиштето вели дека секоја година го менуваат датумот на прославувањето на нивниот патрон. Секоја година, на пример, ние го померуваме понекогаш 2-3 дена покасно или порано, значи патронот на Васил Главинов, чествувањето на Васил Главинов. Меѓутоа, ова година, точно во соработка со општина Веле, се договоривме точно овој ден да го одбележиме чествувањето на патронот. На прославата на двете годишнини на Главинов, министерката за култура информираше дека Министерството во буџетот за 2014 година обезбеди средства за откуп на преостанатиот дел од родната куќа на Васил Главинов, а по завршувањето на потребната реконструкција и уредувањето на просторот, Министерството за култура ќе отстапи куќата на општина Велес.